Благодарам, председателке. Вака, по однос на, јас се разбирам заменик министерот и разбирам што сака да посочи, но морам да го предочам и проблемот кој што се наоѓа за реализација на овој проект, бидејќи секоја од општина, посебно во конкретниот случај општина Аеродром, општина Газибаба и општина Центар, имаше предвидено финансиски средства секоја во својот буџет на општината, но исто така минатата година и град Скопје се обиде да обезбеди дел од финансиските средства, значи зборам и претходниот градоначалник Гоце Тренарски, но и сегашниот градоначалник презема ваква иницијатива. Но морам да напоменам дека проблемот овдека е многу поголем од проблем кој што може да го решат општините, иако пак ќе повторам дека општините во своите буџети и претходната власт ги имаше обезбедено финансиските средства за сами да го направат проектот, но овдека станува збор за отприлика 100 куќи кои што се наоѓаат во овој предел. Значи зборам од делот во Газибаба, делот во Керамидница, каде што дел од нив не им се завршени постапките за легализација на објектите и согласно тоа не можеме ние луѓето да ги избркаме и да бидат на улица, но најголем дел од нив имаат завршени постапката за легализација. И тука станува збор веќе и за поголем проект од делот на експроприација на земјиштето, значи расчистување на затекнатите куќи кои што се наоѓаат. Градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН во претходниот мандат започна постапка за реализација на два начини како нели најбезболно би ги отстраниле овие куќи, но проблемот како што кажав и претходно е многу поголем од тоа да може да го решат само трите општини, па и четвртата општина град Скопје бидејќи се зафати за тоа. Но сепак финансиски средства мора да се обезбедат и од државата, заради тоа што на овој начин овој проект не може да се реализира само со буџетот од трите општини и целата постапка за легализација, експроприација и така натака не е само дел кој што се решава во рамки на општините, туку е и дел од нив е и постапка која што се решава на централно ниво, односно со институциите кои што се од страна на централната власт. И поради тоа бараме овој амандман да биде поддржан и да се најде начин да се реализира со буџетски средства. Благодарам.